Огромна кариера и професионален респект оствари штипскиот балетан и кореограф Игор Киров насекаде во светот. Од Америка до Русија, Африка, Јапонија и Кина се наоѓаше името на Киров во сите национални културни установи каде настапуваше. Холандија, Германија, Аустрија, Швајцарија, Франција, зборно за европското. Оно каде што имав ангажмани како full-time job, што би се рекло. А гостување со компаниите со кои што играв, многу, да бидам искрен. Значи, сме имали гостувања и во Америка, и во Јапонија, и во Кина, во Израел, Египет, Јоханесбург, Европа целосно, значи, така беа базирани компаниите, кај што буквално секаде, скандинавски земји. Нема де факто секаде каде што е имало театар и компанијата во која што сум играл имало контакт или покана да гостуваме, ние сме играли. Значи, бројот на држави каде што имам јас играно е огромен. Мислам, сепак одиграв 18 сезони, кои во секоја компанија имавме по 3 до 4 премиери годишно, со доста представи во куќите, во националните установи кај што играв и секако со гостувањата на Дороднив. Како балетан, Игор за прв пат пред широкиот аудиториум се појави во 90-тите години на Макфест. Кое е чувството сега за првиот голем јавен момент? Мојот прв настап беше во Пионерски дом, не знам, за некој од приредбите, не тогаш приредбе се правеа, за да потоа премине на Макфест, каде што буквално од 90 до 96 со секој мое појавување на Макфест, или пејачите се зимаа награда, нели тогаш беше популарно како игра Игор, сигурно ќе добие награда. И при крајот на тие последните 3 години, луѓето, како се вика, пејачите се јавува само за да играм со нив, за да добијат некоја награда. Така да мојот последен настап беше де факто и со награда, тоа беше со дулица, коки, виолини, гитара, за да меѓувреме излезам од Штип до Скопје, бев член на тогашното балетско студио Реби, со кој што поголем број од македонската публика успеа да запознае кој сум ја, затоа што имавме доста настапи, нарочито на македонска телевизија, затоа што немаше други телевизии освен македонска телевизија, кај што се снимаше, каде што имаше еден куп настапи исто ван телевизијата, така да се до 96 октомври до моето, значи после Макфест до моето заминување од Македонија. По овој настап Игор со неверојатна енергија и одлучност тргна да го освои светот на балетот. Почетокот на 96 година, каде што тогаш со видеокасета успеав да аплицирам на академијата, затоа што не требаше визи. Ние не можевме да излеземе, сепак зборим, Македонија не беше се уште оформена земја. Ја визата ја бадев од Белград во тоа време, затоа што немаше ни амбасада во Македонија. Бев селекциран и бев од 435, мислам дека беа луѓе, танчери кои што аплицира, 35 бевме селекцирани да влеземе во прва година, јас бев меѓу тие 35, и единствен кој што беше пријавен на видеокасета поради околностите во кои што живее. Но комисијата која што ги разгледувала, која што била на аудицијата, го приметилат мојот талент и начин дека можам да се развијам, доколку ми се даде шанса да дојдам на таа академија, која што и ден денес важи за една од најдобрите академии за едуцирање на модерни танчери. По Холандија, повици за настапи имаше од сите страни, поради неговите оригинални, сензитивни и исклучително креативни настапи. Неговото тело и движењата зборуваа на сите јазици. Сакам да кажам дека еден пат кој што го изодив и кој што не беше лесен во тоа време, но знаев што сакам, знаев што ми исполнува, знаев дека сакам да бидам тоа што сум сега и едноставно препреки немаше, чувството секогаш беше да се надградам, да покажам дека можам, да го цено тоа што го правам, иако и ден денеска за жал се уште оваа професија, барем во нашите околности тука што живее Македонија или Балканот, не е доволно ценета како што например бев ценет додека работев на Запад. Неговата интернационална кариера се надоградуваше на сите важни места во светот. Остана во Холандија 3 години и потоа веќе се префрли во Германија 2 години, па се префрли таму во Швајцарија, па пак се врати во Германија, па во Австрија, па пак во Германија, така да тие три, како викам, во тие три земји каде што се зборува германски език некако најдобро ми идеше. Така да од 2001 до 2015 јас бев секогаш работно ангажиран во Германија, Швајцарија и Австрија.
после излегувањето од Холандија. Така да некако од 2001 до 2015 мои матични земји беа сите тие три. На овој начин Игор Киров нанижа над 20 и кусур години успешна кариера и одигра 1000 представи за кои доби извонредни стручни рецензии. Сепак во еден момент тој одлучува да стави крај на балетските настапи, бидејќи предизвикот сега беше кореографијата која нуди нов огромен простор за креација и работа. Ова му го отвори патот и тој беше именуван за уметнички директор на Хрватското народно казалиште во Сплит, од каде тој носи неверојатно искуство. Официјално ми беше понудена позицијата за уметнички директор на Хрватското народно казалиште, уметнички директор на балетот во ХНК во Сплит и од тука, од таму се префрлих во Сплит. Во меѓувреме почнав и со кореографии, така да како мојата кариера како танчар идеше прво нагоре, како што треба. Потоа почнав да сваќам дека во мене има нешто повеќе како само танчер и почнав да откривам дека имам визија, идеи за мои кореографии. Во секој од компаниите претходно почнав со некои мали кореографички дуети, трија, за да 2005 прв пат се пробам на еден надпревар во Нагоја во Јапонија и да добиам наградата за најуспешен млад талент. И од тука почна, тоа ми беше некако отскочна врска да сватам дека да, во мене постои нешто повеќе и да почнам малку повеќе да се надградувам како кореограф. По овој ангажман, негово ново работно место му станува целиот свет, бидејќи тој сега е фриленсер. Мандатот ми траеше од 2015 до 2020, 2021 веќе ни заврши целата атмосфера околу Сплит и Хрватска. Беше времето на корона, кога што додека бев директор успеав да ги дадам сите 16 предмети за мојата магистарска работа, така да во втората половина од короната седнав и конечно ја напишав мојата магистарска теза, за да во април 12 април 21 ја одбрана мојата магистарска теза Дерившите смртта по романот Дерившите смртта, представа кој што 2017 го затворивме Сплитско лето. И тоа некако ми беше една отскочна датска за да и јас, затоа што Дерившите смртта беше за прв пат поставен во облик на танцова представа, или ги имам гледани филмови и театарски представи и самиот роман самиот по себе, но јас во соработка како кореограф, за работа со Горан Бојчевски, Александар Ношпал, Сашо Димовски успеавме да дадеме ново видување на таа представа од 2017 и во 2021 ја одбранив конечно мојата магистарска работа. Го искористив просторот на втората фаза од короната и веќе од 22 година сум фриленсер, за кој што може да бидем искрен дека прво бев скептичен како после короната ќе функционираме, на кој начин сето тоа ќе биде, но еве да кусам, функционира добро, работно, доста работи се остварија. Во целата оваа блескава кариера, досега не ја споменавме Македонија и Штип. Местото од каде Игор одлучно и по секоја цена тргна во неговиот тогашен предизвик. Секој што се навраќам во Штип затоа што е мој роден град и моите почетоци се таму. Тоа што сум јас кога ќе доам повеќе во Скопје, не во Штип, е тоа поради целиот начин на функционирање како функционира целата држава. А што се однесува до дали и колку имам поддршка и препознавање од страна на државата, тоа е една тема, една голема тема за разговор за кој што лично, ако се жалам, ќе кажа се жалам. Ако идам против нив, ќе кажа еве го љубоморен. Така да една ствар е тука јасно дека од 2017 на на сцената македонската опера и балет мои представи нема, поради нивната репертуарна политика или поради тоа што моите кореографии не се како што изгледа не се доволно добри, за да може да се покажуваат на сцената на македонската опера и балет, но тука не можам јас ништо, самото Министерство за култура не го препозна тоа што јас го правам, така да едноставно доаѓаш во ситуација во животот да кажеш, окей, јас сум македонец, секој што биа македонец без разлика тоа што имам уште два други пасоша, но со како се тоа без љубов, како се каже тоа, чекај, со зорле врска не, со зорле љубов не се прави. Така да некако на секој начин еве ќе го тргнам Штип. Еден куп луѓе добија наградата 8 ноември, јас со сето мое творење, на пример, уопште у Штип не знаат дека јас постојам и дека можеби не дека патам за награди. Ово кажам чисто како една ствар дека јас ни во Македонија, ни во Штип конкретно, ја од Македонија ги имам си добија награди и Јапонија, и Кореја,
и Кина, и Белград, и Шпанија, и Америка награда за постигнување за особен интерес и успех, најдобра хореографија, прво место од публика, така натаму, но ја од сопствената земја до сега, за овие мои 20 и кусор години, немам добиено никакво признание кој сум, што сум, зашто творам, на кој начин творам. Во споредба со останати луѓе кои што се партиски подложни, си го добива тоа што го сакат, но јас не работам на тоа. Верувам дека моето искуство, моето CV и тоа кој сум јас, треба да зборува само по себе, а не тоа дека да сум член на партија за да можам да профункционирам во сопствената ми земја. Така се решив, да сум жив и здрав, си имам работа, функционирам и така натаму и нема потреба повеќе да се замарам со фактот дека сум од оваа земја и дека јас би сакал да направам нешто за повеќе од колку што направи за развитокот на танцовата сцена во нашата земја. Игор деновиве е во Штип и Македонија, без кои вели дека во ниту еден случај не може. Тоа што интересот од државните институции за него и неверојатната кариера се разминуваат, се само склоп на околности. За тие што треба, тука сум, со сето знаење, љубов и срце, порачува Киров.